Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Свест и подсвест. Човечкото суштество е дел од целината наречена од нас универзум, дел ограничен на времето и просторот. Тоа ги искусува своите мисли и чувства како нешто одвоено од остатокот, видна оптичка илузија на свеста. Оваа илузија е еден вид на затвор за нас, ограничувајќи не на лични одлуки и на љубов кон само неколку личности блиски до нас. Ајнштајн. Мозокот е целина составена од две активни полиња. Тој е поделен на свесен дел, оној што сега го користите додека слушате, се користи 5% од капацитетот на мозокот и подсвесен дел кој што користи 95%. Овој дел од мозокот е пасивен и е подчинет на свесниот дел. Токму поради ова, несвесниот дел од мозокот е наречен подсвест. Во понатамошниот текст, токму така ќе биде нарекуван, но во некои други делови од книгава ќе го сретнете како лента на меморија или бесконечна интелигенција. Кога свесниот мозок наредува, најчесто создава лоши работи, а кога подсвеста дава своји идеи, таа создава креација, љубов, разбирање и поврзување со бесконечната универзална интелигенција во космосот. Додека го слушате ова, вашиот свесен ум расудува и логички избира што да задржи, а што не, за да ја разбере смислата. Тој свесен дел што сега е активен може да забележува и многу други работи во просторијата каде што се наоѓате. Ако има музика, свеста може да ја регистрира. Додека седите и се допирате на нешто, вашите сензори кажуваат дали е тоа тврдо, меко, топло, ладно и така натаму. Слушајќи го ова, ги забележувате буквите во книгата, нивната големина, боја, облики и така натаму. Во исто време безброј работи се случуваат во вашата околина и во вашето тело, а сензорите ги регистрираат. Ако сте задлабочени во слушањето на книгата како што бевте до предмалку, не забележавте речиси ништо од сето тоа. Свеста сите информации ги прима како слики преку нашите сетила. Секое чувство, збор, се што доаѓа до мозокот преку сетилата е слика што тој веднаш ја прикажува за комуникацијата да биде појасна. Тоа за него е навика, па некогаш тој несвесно прави грешка која настанува поради недоволна оформеност на она што го бараме како слика. За мозокот е тешко да пронајде слика што претходно не ја видел. Затоа човекот се образува за да има што појасно видување на работите и да создаде слики со чија помош многу јасно и разбирливо ќе комуницира со останатиот свет. Се што чувствуваат сетилата по патна фреквенција, мозокот ги прима како електрични сигнали, ги декодира во слики и ни ги презентира веднаш доколку ја има сликата на звукот, мирисот, емоцијата, видувањата и така натаму што треба да ги долови. Ако некои слики не постојат кај некого, тогаш вие тешко ќе можете да му објасните нешто што тој не го знае. За него понекогаш тоа е претешко за учење и затоа постојат различни нивоа на разбирање во зависност од познавањата што некој човек ги има во одредена област. Се случува човек кој е врвен експерт во одредена област да не познава основни работи од друга област и да не знае како да ги објасни. Например, многу луѓе не го знаат точниот принцип на механичкото движење на возилото што го управуваат секојдневно. Работите одат до таму што кога ќе ги прашате како се движи вашето возило, може да добиете и запрепастувачки одговор. По пат на издувните гасови ода успухот. Човекот ја регистрира сликата од движењето на ракетата и тоа му е најлесен начин за објаснување бидејќи тој ги нема точните слики за тоа што се случува во моторот. Тој знае дека горивото согорува и дава енергија, но не знае на кој принцип и токму затоа се повикува на сликата од лансирање на ракетата. Феноменот наречен селективна меморија во психологијата се однесува на нашето верување во она што сме го виделе, сме го научиле или доживеале преку искуството.
Например, кога ќе купиме автомобил, веднаш ги забележуваме истите модели како и нашиот, додека претходно не сме ги ни забележувале. Токму затоа кај другите го бараме и го пронаоѓаме само она што го имаме во нас, а другото дури не го ни забележуваме. Поради тоа оној кој е исполнет со лоши мисли и чувства, кај другите ги забележува само негативностите, а оној кој е исполнет со позитивни мисли и чувства, кај истите луѓе забележува само добри и убави работи. Сето тоа го правиме несвесни дека самите сме дозволиле да се програмираме со наше и под влијание на околината. Секогаш кога нешто ве иритира кај другите, запомнете го и подоцна, при првата можност, побарајте го кај вас. Ќе откриете дека всушност вие истото го имате во себе и затоа ве иритира кај другите. Ова е наједноставниот начин да ги согледате сите ваши негативности кои ви попречуваа во процесот на духовното надградување. Запомнете дека секогаш го гледате само она во што вие лично верувате, а останатото не го ни забележувате. Ние во другите се бараме самите себе, исто како кога го гледаме сопствениот одраз во огледалото. Затоа она што го гледаме, всушност, е представа за нас самите што внатрешно ја чувствуваме. Подсвеста е нашиот заштитник и таа е ангелот чувар кој се спомнува во приказните на сите народи на светот и во светите книги на сите религии. Подсвеста никогаш не напушта. Тоа може да се види преку примери на хипноза. Кога хипнотизерот ќе му зададе некаква команда на заспаниот човек, тој веднаш подсвесно, без размислување, ја исполнува секоја мисла за која свеста верува дека е вистина. Ако во најголемата просторија хипнотизерот каже дека е ладно, човекот ќе чувствува студ и обратно. Доколку хипнотизерот стави коцка мраз во неговата рака и му каже дека е жар, тоа ќе предизвика реакција на кожата како при изгореница. Има илјадници примери и докази што се поврзани со хипнозата. Реакцијата представува одговор на наредбата, односно, она што хипнотизираното лице го слуша, го перцепира како мисла што директно и ја дава на подсвеста. Свесниот дел од неговиот мозок не функционира, бидејќи тој е во длабок сон и е под контрола на хипнотизерот. Затоа, во овие примери е во постојано спроведување на наредбите од свеста до подсвеста, секоја мисла е причина, а останатото е само последица. Овие примери се доказ за ниското ниво на пресметливост и донесување одлуки од страна на подсвеста. Поради ова, треба многу да внимаваме со подсвеста, бидејќи таа никогаш не прави грешки, затоа што нема што да пресметува. Кога велите белото е бело, тоа е исто како да и велите за црното дека е бело. Така, ако вие навистина со вашата свест поверувате дека црното е бело, подсвеста нема да ви противречи и ќе поверува во информацијата што ја давате. Ако вие кажете, јас сум сиромашен, подсвеста тоа го прифаќа како барање и ќе направи такви комбинации со цел да ви го оствари барањето. Таа секогаш реагира исто на лошите и на добри зборови и мисли. Затоа, најпрво треба да се научи дека никогаш не смеете да се шегувате со подсвеста со помош на мислите и зборовите. Таа сите работи ги прифаќа буквално, директно, како команда што мора веднаш да ја изврши. Секој човек доживеал ситуација кога помислил нешто позитивно или негативно, дури и на шега, и тоа се исполнило. Ова е доказ дека со подсвеста треба сериозно да постапуваме и позитивно да размислуваме. Подсвеста функционира како зомби или како идиот, а информациите што ги добива, ги прифаќа праволиниски во буквална смисла. Таа нема моќ да размислува, ниту да одлучува, па затоа треба да и се каже што да прави, а не како да го прави тоа. Најплодната земја го создава најбујниот троскот ако не се обработува. Плутарх. Свесниот ум е задолжен да дава одговори на прашањето што, а подсвесниот ум на прашањето како, односно како да се направи нешто. Подсвеста е директно зависна од свеста која и ги дава наредбите. Ова е најголемиот благодет
што му е даден на секој човек, да има моќ да го мисли тоа што го сака и со свесно насочување на одредени мисли да делува на подсвеста. Ако само со една мисла од свеста и се наметне негативност на подсвеста, тогаш сите информации што таа ги поседува ќе ги употреби за да ја исполни наредбата на Господарот, свеста. Каква подчинетост! Секогаш треба да знаеме дека подсвеста верува во се што ќе кажеме, доколку тоа е проследено со силни чувства на верба или на страв. Сликите поттикнати од овие чувства најдобро ја активираат подсвеста. Подсвеста може да направи сериозни грешки само доколку ние со свесниот дел и дадеме таква информација. Таа не е виновна за тоа. Секогаш кога ја испраќаме негативни мисли, подсвеста ја извршува наредбата со потполна точност и тоа го сваќа како наше свесно барање. Подсвеста само меморира и никогаш не навлегува во расправи со вас без разлика дали станува збор за добри или лоши мисли. Таа ги прима сите информации, ги складира, ги комбинира како атомите во хемијата и на ваше барање ќе ви овозможи пристап до нив. Тоа е така, затоа што таа има иста цел да го заштити телото и секој орган во него до последната клетка, до последниот атом. Подсвеста има примарна задача да ги извршува сите функции во телото без прекин од раѓањето до смртта. Таа ја има контролата над сите витални органи и функции и има задача да не заштити во случај на доживеан стрес и повреда. Подсвеста е задолжена да го исклучи свесниот мозок во случај на шок при поголеми повреди, а некогаш и при помали, во зависност од карактерот на човекот. Кај понежните реагира при помали повреди, а кај посилните на поголеми. Најчесто кај жените е почувствителна отколку кај мажите. Кога ќе се пресечеме со нож или при некаква повреда здобиена во сообраќајна несреќа, при пад од висина и слично, подсвеста веднаш ја исклучува свеста и ги превзема сите команди. Во случај на големи повреди и болки, за да не дојде до трауми, подсвеста веднаш реагира инстинктивно и како осигурувач ја блокира свеста, не давајќи и да размислува. На тој начин ги намалува последиците од траумите што создаваат негативни мисли од она што го гледаме. Затоа при тешки повреди често паѓаме во безсознание. Подсвесниот дел од мозокот е создаден од човечките навики, инстинкти, спомени и чувства што му ги дава свесниот дел преку сетилата. Свесниот и подсвесниот дел од мозокот заедно представуваат една комплетна личност. Подсвеста е задолжена и ја превзема одговорноста за својот опстанок. За неа е важно ти да опстанеш. Подсвеста секогаш се грижи да меморира се што се случува. Таа никогаш не одмора од твојот настанок, па се додека си жив. Подсвеста постојано е со тебе и таа е твојот најверен пријател. Таа раководи со целото тело и има контрола над сите органи. Сите луѓе на светот може да ги излажеме, но подсвеста никогаш. Оној кој се труди да го привлече вниманието на другите луѓе, се уште не се пронашол себе си. Шломох Волштейн. Доколку направите нешто со што ќе ги повредите правата на другите луѓе, и од тоа профитирате на некаков начин, подсвеста ќе ви врати со сигурност. Вие ќе изгубите толку колку што сте добиле, а во некои случаи и многу повеќе. Со тоа Создателот се погрижил да го заштити човештвото и светот на многу едноставен начин. Подсвеста има свој сензор што секогаш ќе го активира, па никогаш нема да го заборави лошото што сте му го сториле на некој друг. Преку неуспехот и загубата, подсвеста комуницира со нас за да не предупреди, но и да не научи на нешто ново. Мудрите рекле, секогаш кога една врата се затвора, друга се отвора и затоа се вели дека по секоја темна ноќ доаѓа светол ден. Подсвеста е толку едноставна и лесно може да се командува за остварување на сите цели.
Токму поради незината едноставност, луѓето илјадници години не верувале во незината огромна моќ и покрај тоа што сите мудреци и метафизичари од секогаш им го кажувале тоа на луѓето. Па и денес, во сите свети книги и со употреба на кодирани софизми секаде во игра се свеста и подсвеста. Кога двајца ќе се здружат, ќе добијат се што ќе посакаат. Подсвеста е идеален механизам за меморирање и упростување на работите и нивно доведување во состојба какви што биле вашите мисли. Подсвеста е Богот во вас. Кај неа не постои време и простор. Ако целите што ги побарувате, ги оставите недовршени, подсвеста ќе разбере дека вие тоа од неа го барате и навистина нема да ги изврши. Токму тоа е причината што многу желби ќе се исполнат според големината на вашата верба. Недоволната истрајност и недефинираноста е најлошата навика што ја имаат многу луѓе. Тие не знаат дека среќата ги чека на чекор од нив за следниот свиок од кој не можат да ја здогледаат. Истата навика, луѓето ја пренесуваат и на подсвеста, односно таа го разбира тоа како ваше задоволство и ви овозможува да застанете на само чекор пред целта. Единствено, ние самите можеме да и направиме ограничување преку свеста, бидејќи подсвеста сама по себе не познава граници. Таа секогаш настојува да ви го каже тоа што вие го размислувате и она што го чувствувате. Секогаш кога се плашиме за последиците од одреден настан и замислуваме дека исходот ќе биде негативен, на подсвеста и испраќаме информација дека тоа се случува во сегашно време. Затоа, кога навистина ќе се случи тој настан, подсвеста веќе има свои комбинации за тоа сценарио и ќе настојува со сите сили да го добие и да го потврди резултатот на веќе почувствуваното. Невозможно е подсвеста да се измами секогаш кога целта е надвор од физичките ограничувања. Например, невозможно е подсвеста да прифати конструкции од видот јас одам по вода, јас летам, без помош на летало. И токму затоа таа не посветува внимание на тоа исто како кога гледаме реклами за кои не сме заинтересирани. Не можеш да се принудиш да го чувствуваш она што не го чувствуваш, но можеш да се потрудиш да постапиш правилно наспроти собствените чувства. Перл Бак. Силно влијание имаат чувствата што се испратени во прашална форма кон себе, односно несвесно се упатени кон подсвеста. Дали некогаш сте се запрашале на кој начин функционира подсвеста? Треба да се запомни дека секогаш кога си поставуваме прашање, например, зошто сум несреќен, сиромав, болен, без љубов, подсвеста веднаш се впушта во потрага да пронајде причини за да ја поддржи идејата. Потоа следуваат настани, случувања и сеќавања од минатото, а понекогаш и замислени од иднината, фотографии кои не наведуваат токму на она што го очекуваме. Нашето убедување е дека тоа навистина е така од причина што самите сме се фокусирале на тоа, па затоа подсвеста бара такви докази. Таа го прави тоа поради тоа што разбрала дека самите го бараме тоа од неа. Спротивно на ова, ако нашето внимание го насочиме кон решение, да речеме што треба да сторам за да бидам здрав, тогаш подсвеста ќе побара решение правејќи безброј комбинации од вашето искуство за да го добиеме токму она на што сме се фокусирале. Затоа се вели дека мора да внимаваме со подсвеста. Таа секогаш се преокупира само со она со кое и ние се преокупираме, за да ни потврди дека навистина е така како што мислиме. Подсвеста ги користи сите информации од нашиот живот до кои што може да дојде, па дури и оние од искуството на нашите предци, со што го решава секој наш проблем. Кога би ги собрале сите информации што и се на располагање на подсвеста, не би можеле да ги собереме во сите библиотеки на светот. Ние се раѓаме со информации запишани во нашата ДНК, но тие по патот од духовниот кон материјалниот свет понираат и стануваат достапни само за подсвеста. Ова е законот за функционирањето на одбрамбениот механизам на подсвеста, за информациите да не доведат до искушение да копаме длабоко по минатото на нашите предци и да не наидеме на поразителни податоци.
Не треба да се препуштаме на жалење по тоа што поминало, ниту да се жалиме на промените кои ни се напорни бидејќи промената е услов за живот. Анатол Франс. Често ни се случува да почувствуваме дека некои информации ни се многу блиски или имаме впечаток дека повторно преживуваме некоја случка. Тоа се моментите на потсетување на нешто што го знаеме, но само нашата подсвест може да го користи. Психологијата потврдува дека при секое менување на мислата се случува хемиски процес во ќелиите на мозокот. Токму затоа треба да научиме со помош на мислите да ги остваруваме сите копнежи. Комуникацијата со подсвеста наедноставно се одвива преку јазикот на сликите и емоциите. Токму затоа, стравот ја има моќта најбрзо да ја активира подсвеста. Податоците од свеста во подсвеста најлесно може да се внесат во моментот кога тие се нивелирани, тоест кога и двете имаат по 50% функција. Тогаш вие вметнувате информации исто како што ги запишувате и тие остануваат таму се додека ја реализираат целта за која се испратени. Времето на вметнување, односно свесното запишување информации, е периодот на заспивање и будење, во последните мигови кога заспивате или во првите мигови кога се будите. Секогаш кога човекот е свесен, буден, функцијата ја превзема свесниот дел од мозокот и тоа е состојба на Б ниво. Кога човекот е делумно свесен, неговото функционирање во одредена мера го превзема подсвеста А ниво. Кога човекот спие или е во безсвесна состојба, амнезија или кома, тогаш подсвеста ги превзема сите функции и тоа е состојба на А брановно ниво. При изедначувањето на свесниот и подсвесниот дел на мозокот се навлегува од свесно Б ниво во фреквенција на А ниво бранови, што е најважниот момент за нас. Во оваквите моменти, подсвеста ги прифаќа сите наредби што ќе ги добие од свеста и тоа безусловно. Со самото прифаќање на наредбите, подсвеста веднаш превзема акција за остварување на дадената цел. Секому му се случило при заспивање навечер да посака да се разбуди наутро во точно одредено време. Тогаш подсвеста се програмира како часовник и ве буди во точно посакуваното време. Психолозите вршеле испитување на способноста за помнење додека спиеме со сугерирање, преку пуштање тивки звуци, например формули, дефиниции, лекции и така натаму. Резултатите биле извонредни по будењето. Во тие моменти, што и да било побарано, било добиено. Потребно е неколку пати да се повторува тоа што се бара, со силна верба и визуелизација и со голема прецизност на побарувањето. Потребно е да се знае што се бара. Светот е доволно голем за да се задоволат потребите на секој човек, но премногу мал за да се задоволи човечката лакомост. Махатма Ганди. Доволно е првата желба, односно мисла да се замисли, а веднаш потоа да се изрази благодарност како веќе да е добиено она што се посакува. Ти благодарам, Господе, што ми даде. Побаруваното. Но потребно е да се концентрирате на нешто конкретно, за да не дојде до спротивставување од страна на подсвесниот ум. Например, може да започнете со едноставни работи, да кажете «Утре е мојот најдобар ден. Ти благодарам што ми го даде». За успех на сите полиња доволно е секоја вечер да кажете «Ти благодарам за сите успеси на сите полиња што ми ги даваш». За да се добие нешто од подсвеста, најлесно е секогаш да се бара на начин како веќе да го имате добиено и остварено она што го барате. Поточно, спротивно на науката која вели дека секоја акција создава реакција, најпрво ја создавате последицата, а подсвеста ќе ги пронајде сите информации и ќе ви достави да ги примените како причина. Убавината е токму во тоа што доволно е да се определи последицата, а таа, ако е потребно, ќе појде и во универзалната интелигенција и меморија, ќе земи информации и ќе ви каже што точно да направите за да ја остварите целта.
Подсвеста нема никогаш да ве изневери, доколку тоа што го барате е проследено со силни емоции, со верба, љубов и искрена надеж. Треба да се вооружиме со верба во себе, верба во собствената сила. А до таа верба се доаѓа така што ги совладуваме пречките, ја воспитуваме волјата и ја тренираме. Мора да научиме да ги победуваме во себе и надвор од себе несаканите остатоци од минатото. И најмалата победа над себе си го прави човекот многу посилен. Максим Горки. Неправилното користење на подсвеста е најголемиот виновник за сите проблеми. Во моментот кога ќе научите како на правилен начин да ја користите подсвеста, тогаш ќе го освоите целиот свет и ќе добиете се што ќе посакате. Со подсвеста комуницирајте исто како кога разговарате со соговорниците во секојдневната комуникација. Ако вашиот соговорник не може да ве разбере, тоа значи дека не сте јасни при објаснувањето. Потполно исто е и со подсвеста. И таа е ваш соговорник, но разликата е во тоа што соговорникот може да ве праша за дополнително објаснување, а подсвеста нема да ве препраша за да ја дооформи сликата, бидејќи таа функционира како покорен слуга кој ги извршува наредбите и не се меша во нив. На подсвеста може да се делува преку вежби со концентрација на емоции. Сите успешни луѓе одсекогаш ја применувале оваа едноставна техника, а така е и денес. Не постои ниту еден научник кој ги остварил своите високи цели, а тие да не биле во корелација со бесконечниот број мисловни комбинации на подсвеста. Сите тие ова го правеле со јасен опис на посакуваната цел. Подсвеста често ќе ви дава информации што да правите и затоа потребно е да имате дефинирана цел, но со план за остварување. Не заборавајте, овој закон на подсвеста важи подеднакво и за позитивните и за негативните мисли. Од вас зависи што ќе побарате. Кога барате остварување на цел од подсвеста, не смее да ве обземе страф и грижа дали тоа ќе се оствари. Со најсилна сугестија од страна на свеста, нема да може да и се наметне ништо на подсвеста доколку таа не поверува во вистинитоста на барањето. Само ако подсвеста барањето го прифати како вистинско, тогаш и резултатот ќе биде вистински. За да го прифати тоа подсвеста, свеста прва треба да поверува во истото. Не сомневајте се во моќта на подсвеста. Таа ги има одговорите на сите ваши прашања. Вие треба да научите како да си ги поставувате прашањата и како со благодарност да ги дочекувате резултатите. Секоја наредба што ја упатувате на подсвеста нека биде конструктивна, со јасна цел и верба дека е веќе остварена. Се додека сте фокусирани на одредена цел со помош на вашите мисли, ќе имате контрола и ќе ја задржите до моментот на губење на интересот. Подсвеста најлесно може да се спореди со автомобилот што го возите. Вашиот автомобил има 100 конски сили. Тоа би значело 100 коњи кои вие ги управувате преку воланот на возилото со помош на вашата свест од 5% која е активна додека возите. Силата на возилото, да речеме од 95 конски сили, е асоциација на подсвеста. Се додека воланот го држите цврсто и имате контрола над него, со 5% од вашата свест, возилото ќе оди секаде каде што ќе наумите вие. Но ако ја изгубите контролата зад воланот, тогаш овие 95 коњи ќе ве водат каде што тие сакаат. Една од функциите на подсвеста е да ги потврдува нашите верувања и да ги остварува нашите искрени барања во склад со она во што сме се убедиле дека е вистина и во зависност од нашите следни мисли. Доколку поверуваш дека нешто можеш да реализираш или да имаш врз основа на тоа верување, подсвеста ќе ги пронајде и изфилтрира сите можни комбинации за да го докаже верувањето. Например, ако веруваш дека си успешен, постојано ќе креираш околности што ќе ти го потврдуваат тоа верување и во согласност со него ќе ги привлечеш луѓето од твојата околина кои ќе ти го засилат и ќе го потврдат истото. Сите случувања во нашиот живот секогаш се поистоветуваат со нашето верување. Независно дали е тоа песимистичко или оптимистичко, тоа безпрекорно функционира
и се манифестира. Истото ова се случува и со подсвеста. Таа има огромна моќ и потребно е секогаш да имаме контрола над неа, за да научиме како да ја контролираме и да не дозволиме таа да не води нас, каде што таа самата ќе посака. Автосугестијата е психички феномен на лично внесување во својата подсвест какви било мисли или идеи ментално, вербално или писмено, заради реализација на содржината на внесената мисла или идеја. Тома Аквински. Подсвеста секогаш може да се контролира со помош на свесниот дел преку автосугестија. Кога еднаш ќе научите да ја контролирате подсвеста со помош на автосугестија, тоа ќе стане ваша вообичаена навика. Нашата цел е да научиме да ја користиме безграничната моќ што ни стои на располагање. Мора да научиме да ја контролираме застрашувачката моќ на подсвеста која знае како да го користи целото свое знаење и знае да ја трансформира енергијата за да дојде до секоја цел и да ги подреди сите природни закони. Овој волшебник е наш најдобар пријател кој никогаш не напушта. Кога ќе научите да ја контролирате, ќе сватите дека подсвеста не прави грешки. Таа е толку сигурна во тоа што го прави, што сите своји пресметки ги гради врз основа на мислата дека никогаш не може да сгреши. Важни се информациите од мислите што ќе ги побарате за да ви се оствари целта. Тоа е моќта на еден совршен систем што функционира безпрекорно, систем што е застрашувачки прецизен, истовремено и ирационален, а можеме да научиме да го користиме рационално. 21. век ќе го карактеризираат три нешта: грижата за луѓето, соработка со луѓето и давање можност на луѓето. Майк Венс. Затоа треба да се запомни дека најсебичната работа на овој свет е секогаш, во секоја ситуација, да им мислите добро на сите и да им испраќате позитивни мисли. Всушност, тие мисли вие ги испраќате на вашата подсвест, а таа ќе ви го прави истото она што вие мислите за другите. Без исклучок, секогаш подсвеста ни го прави она за што мислиме. Кога ова ќе го научите, вие ќе се соедините со вашата подсвест. Потоа ќе сватите колку била голема вашата храброст, кога сте го лажеле оној кој знае се. Денес ти го откри најмоќното нешто во себе, го откри Богот кој те чека да ти даде се што ќе му побараш. Сите твои копнежи за неостварените желби од денес натаму ќе ти бидат остварени. Тоа ќе се случи само затоа што го откри оној дел од тебе на кој ќе можеш да сметаш во секоја ситуација. Таа моќ секогаш ќе биде тука за тебе, ќе те следи и чува од сите непријатности со кои секојдневно си соочен. Сега започни да размислуваш што е тоа што сакаш да ти биде исполнето. И ќе биде според твојата верба токму онака како што ти веруваш во тоа. Она што се твоите мисли, тоа си ти. Запомни, судбината сама по себе не постои. Секој сам ја креира својата иднина со своите мисли. Токму затоа и Јунг вели, се додека несвесното не го направиш свесно, тоа ќе раководи со твојот живот и ти тоа ќе го нарекуваш судбина.